Ние сме кандидати. Вече некој треба да гостувам во централниот дневник на Маратон. Има некој лице пратено телевизијата? Нема никој пратено, нити има пратено дојава дека треба некој да значи. Значи писмено не може. Кој треба да дојде, че тој може некој да прашате бидејќи треба да гостувам во централниот вестник. Искрено кажам, не знам кога да пише. Да не вртиме телефон. Добро, немате бројот? Не ми остава ова ништо. стварно како бункер на Еве Ходжа, на вистина ме не чудно. Вие како обезбедување. Добро. Можете сега да се јавите кај во информативни. Не знаеме на кого да се јави. Кај било кого јавите се речи генералот Ангелов овде инсистира да дојде некој од програмата бидејќи рекол дека ќе ви гостува во дневник. Да пробате да се обидете. Или да му одведете вие да говорите. Вака се процедурата мора некој да се симне, значи да не најават писмено ни носат, ви кажат. Мора некој да се симне до згоре. Да, мора да дојде. Значи мора да дојде некој до згоре. Значи во касарната во Иленден е полесно да се влезе во касарната во Иленден или во затворот во Идризово, полесно. Процедурите ни се вакви више 2 години од таква шетање од походници. Тоа е само уште еден доказ за режимот. Вие не сте виновни, само си ја вршите своето дело. Како ни кажале така правиме. Да не замолам сепак да се обидете да телефонирате кај некој и да кажете дека генералот Ангелов инсистира некој да се симне овде да ме спроведе во дневник. Сакам да гостувам за телевизијата која што ја плаќам 20 години. Обиди се, јави се кај некој. Те могу. Не знам точно како да се јавам. Било кој сврти некој телефон. Немаме телефони во студио, немаме Доводниката така. Нема како да се. Натвор. А нас ни оставаат телефони кога треба некој само се. Кога треба да стигне се полечат гости со се куцат. Чекај се, не извини малку човекот да здоле. Значи, потполно те разбирам. Јас можам да констатирам дека македонската телевизија е претворена во тврдина на режимот. Тврдина која што ние утре вечер во 19 часот ќе освоиме. Јас утре вечер ќе влезам во телевизијата. Немам намера со вас да влегувам во конфликт, но утре вечер во оваа моја телевизија, која што јас ја плаќам, односно наша, бидејќи сите ние и вие плаќате за неа, јас утре вечер ќе влезам во програма. Не може да ми забранат. Јас сум генерал Стојанче Ангелов, кој што е председател на достоинство, а моментално ние имаме една граѓанска иницијатива која што е надпартиска и многу граѓани стојат за нашата иницијатива. Десетици илјади граѓани, јас зборувам овде во името на десетици илјади граѓани и на сите македонски бранители со исклучок на четворица во овој момент. И утре јас ќе влезам во дневникот да ја кажам нашата вистина. Значи ние имаме право да кажеме наша информација, мислам дека граѓаните се доволно мудри. Иако ние само бараме, јас не барам да зборувам, барам да ги пуштиме да зборуват премиерот, нелегитимниот премиер, да зборува Миле, Горде, началникот, Латас, граѓаните само да ги слушнат. Значи утре вечер во 19 ќе ве замолам уште од сега да нема проблеми, бидејќи утре влегуваме. Вака се не може да има проблеми доколку се валја да се најавите, се симне некога повлече и толку е за да работи. Вие кажете дека генералот Ангелов утре ќе влезе во телевизијата. Ако пробате да ме сопрете, не можам да гарантирам што ќе се случи. Затоа апелирам и до вас, повлечете се благовремено да не дојде до непријатна ситуација. За утре вечер во 19 часот. Или преземете нешто многу сериозно. Здраво. Пријатно и ви благодарам се гледаме. Јавам се генералот. Јавам се генералот. Да. Пауза има.